Тука сме на место каде што може да се почувствува 500 годишна историја. Старата Скопска чаршија била дом на 4 турски бањи. Секоја од нив има своја приказна. Ајде да видиме. Да започнеме со Чифте амам, каде некогаш трговците разменувале тајни под куполни тавани. Дизајниран одделно за мажи и за жени, неговата архитектура раскажува за општествени обичаи и заеднички собири. Изграден во средината на 15-тиот век од Иса Бек Исаковиќ, Чифте амам е еден од најголемите амами во тоа време. Неговиот уникатен дизајн ги одразува општествените норми на таа ера. Замислете дека влегувате во светилиште од 15-тиот век, Даут Пашиниот амам кој никогаш не дочекал ниту еден гостин. Ке прашате зошто? Некои велат дека е недостаток од огревно дрво, а други шепотат за трагичен убод од змија. Нарачен од Даут Паша, овој амам бил наменет како јавна бања. Сепак се вели дека никогаш не работел поради недостиг на ресурси или трагичен инцидент во кој била вклучена ќерката на Пашата. Денес овие амами се дел од Македонската национална галерија. Скриени меѓу вревата на пазарот се и остатоците од последните два амами. Ѓулчилер амамот некогаш бил исполнет со мирис на рози и бил омилен меѓу локалното население. Додека од старо новата бања денес има само траги кои сведочат за незиното некогашно постоење. Овие два амами денес повеќе не постојат како функционални објекти. Ѓулчилер амамот, изграден во 16-тиот век, бил познат по своите третмани со мирис на роза и се наоѓал во непосредна близина на Куршумлијан, кој единствен останал од оригиналната архитектонска целина. Старо-новата бања пак низ времето претрпела многу промени, а денес од неа останале само делумни остатоци. Овие 4 амами, мешавина од историја, архитектура и култура, не потсетуваат на единството и мултикултурниот дух на Старо Скопје.